Непроценливото дело на светите браќа Кирил и Методи е политичко-културолошка, а не само просветително-теолошка борба. Истакна во своето обраќање штипскиот градоначелник Благој Бочварски на денешната свечена академија по повод утрешниот празник 24 мај, денот на сесловенските просветители. Во тоа време да се избориш за правото на јазик и писмо значило да добиеш свој културно-историски печат и идентитет. Затоа безрезервно можеме да истакнеме дека светите браќа Кирил и Методи се духовни градители. Тие се просветители, тие се творци кои ги поставија темелите на традицијата кон просветните работници. 24 мај е празник над празниците, еднаков по тежина и вредност како денот на независноста на Македонија. Оцени Блажо Боев, ректор на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Бидејќи не верувам дека ќе се имали и тој празник денот на независноста, колку не беа овие прекрасни луѓе, да кажеме, од времето на 9 век, кои го дадоа оноа што мислам дека многу од генерациите кои и од тогаш до сега дошле не може да го дадат. Нашата моќ да осознаеме, да знаеме и да се образуваме им ја должиме токму на солунските браќа. Подвлече во своето експозе раководителот на секторот за образование, јавни дејности и локален економски развој Билјана Казанџиска. Ние повеќе не сме глуви, не сме слепи. Ние благодарение на нив имаме јасен поглед на животот, знаење кој можеме да им го ставиме на генерациите што доаѓаат. Пишаниот збор е моќ. На денешната свечена академија се доделија 46 признанија за особен придонес во образованието за изминатиот период како на институции, така и на поединци од образовната сфера во општината, а беше изведено и пригодна културно-уметничка програма.